би требало во Македонија да се менува и самиот систем на организација на управувањето и одржувањето со патиштата. Ние сме една од последните републики во поранешна СФР кои што го задржа истиот систем на управување и одржување кој што го имавме претходно. Сите овие измени кои што беа се многу помали од она што го направија, да кажеме, во Србија, во Хрватска, Словенија многу одамна, па дури и Босна и Херцеговина изврши промена во тој дел. Постојат неколку опции. Едната е да оди со приватизација на тој дел на бизнисот, другата е на овој дел на одржување, а другата е, да речеме, со осовременување и да кажам, унапредување, внатрешно реорганизирање на самиот систем, да остане се под државна капа, меѓутоа да се реорганизира. Системот на организација кој што го применија во Хрватска, во Словенија уште во 2000 година беше на поделба на, веројатно така би добиле подобар квалитет, одржување на автопатиштата, одржување на сите останати патишта. Така да за нешто што се плаќа, што го користите, на вистина, ако и по хиерархија е највисоко ниво, да добијат оние кои што плаќаат највисоко ниво на услуга.